Белград е прекрасен во секојгодишно време. Иако се чини дека сите некаде брзаат, морат за момент да застанат и некаде да се одморат. А има многу голем избор на ресторани, и тоа во изобилство. Еден таков ни го привлече вниманието, бидејќи станува збор за ресторан кој е во собственост на еден од најголемите музички имиња на Балканот, Саша Ковачевиќ. Без тебе ме нема, предуго нема. Поп звездата Саша Ковачевиќ отвори ресторан во Нов Белград за кој вела дека вложил повеќе од 1.000.000 евра. Но според српските медиуми, најголем проблем му бил персоналот, односно добри готвачи и келнери. Dobrodošli u Ritual. Koliko često dolazi? Dolazi Saša svaki dan. Naravno, mislim, tu blizu živi. Ovo je njegov dečački san. I od prošle godine su se kockice složile da mu se san ispuni. Колку често доаѓаат тука луѓето да го посетат овој ресторан? S obzirom da smo novi restoran, tek 3 meseca radimo, zadovoljni smo posjetom. Još uvek ljudi istražuju i malo smo zavučeni, tako da nismo baš na nekoj prometnoj ulici, ali zbog Saše i zbog samog ambijenta smo vrlo brzo postali popularni. С оглед на тоа дека Саша е популарен, сите го знаат целиот Балкан, дали доаѓаат тука негови колеги, познати и јавни личности да го посетат овој ресторан? Da, dolaze njegove kolege, dolaze i glumci, ima dosta sportista u ovom kraju. Тоа на сметка на Саша или пак си плаќаат тие сепак? Pa dolaze i zbog nas, ne samo zbog Saše. Ковачевиќ вработи 5 готвачи, а како што пишуваат балканските медиуми, нивната плата е 1.000 евра, што се однесува до келнерите и останатиот персонал. Платата е до 500 евра. Кој е омиленото јадење на Саша Ковачевиќ? Pa Sale najviše voli meso. Meso, da. Некој специјално јадење што сака тука да му се подготви? Za njega? Pa uglavnom voli teletinu, tako to. Malo ređe piletinu. Дали Саша влегува? Nije provjerljivo. Дали Саша влегува во кујната нешто да посака да готви, бидејќи ова нели сепак негов ресторан? Da li kuva? Teško. Teško, uđe, pozdravi se s govorima, to je to od njega dosta. Видовме дека за прославата на Нова година има такво едно видео да се движи низ интернетот, особено нели на YouTube, дека Саша токму на ова место тука има пеено за Нова година. Како беше тоа чувство? Pa sve je bilo spontano. Saša je pevao na trgu u Beogradu i posle toga došao ovde naravno na večeru sa prijateljima i u jednom momentu sam uzeo mikrofon i ostalo ste videli na snimku kako je bilo dalje, da. Тоа беше единствениот случај каде што Саша пел во својот ресторан? Tako je, da, to je prvi i jedini put za sad da je pevao. Biće još iznenađenja naravno, ali da ne otkrivamo sve. Случило фанови да доаѓаат тука пред ресторанов да го очекуваат Саша да се појави па да се фотографира. Дали настана некаков хаос кога ќе се појаvi тука Саша? Pa uglavnom jeste, to su devojčice uglavnom. Da, uvek čekaju ga da se slikaju, da tako porazgovaraju. Da, ima ih dosta, da, ima ih dosta. Доколку сакате висок акцент на квалитетна храна и услуга, а можеби да ја имате среќата да налетате на српскиот пијач Саша Ковачевиќ за фотографија или автограм, тогаш сте топло добредојдени.